Може да замислите, јас не само денеска како бев и вчера и оној ден назад и цела седмица, кога имаш на плештите имаш таков товар, каде идва мач кој мора да го биеш. Значи да се вратам на почетокот од мачот. Мислам дека првото полувреме бев подобри, имавме подобри положенија, но не игравме како искам, зашто некако бавно одеше топката од еден до друг и мораше побрзо да ги разиграваме и ни липсваше тој вишок превасходство во средината за да направиме добро голово положение. Тоа трсев од играчите на полувреме. Мислам дека малце подобри во самиот почеток на второто полувреме некако трнавме со поголема амбиција, но во същото време настојавав да ги успокојам, да не правам паника, да не правам оште поголемо натоварвање на напрежение на тях. Сичко одеше до горе-долу подобро до црвениот картон. Ова е неверојатно нешто, како може да не се случува такви работи. Другите пати, јас казав винаги, трите картони за мене не се црвени картони на изминатите. Но овој го застожи. Не требаше да врне. И сега му казав. Значи, тој е добро момче. Не е биткаджија некој таков. Тој го испровокира противничкиот играч. Зашто доби жолт картон, но не требаше да врати. И не остави со 10 играчи. И сега тука беше дилема. Какво да правиме сега? Да се заштитаваме со 10 човека или останавме со 3 нападатели, кои два вкаравме пред 10-15 минути пред тоа. Останавме, Господ ни помогна, може да храбри, но исклучително важна победа за нас, важните 3 точки кои мислам дека ќе не успокојат и ќе го трнат од нас тој теретот на колку мача немате биено. А ние променивме тим, подготовки беа лошо време, техничко-тактички тренировки не можеме да направиме, све дожд, снег, студено, не можеш комбинации да направиш. Тоа е трчање, бегање, фитнес, такви тренировки имавме достаточно, но малку повеќе одигравање за да направиме оште, зашто има нови хора, да помежу себе да се организират подобро, немавме. Мислам дека ќе биде полеко, имаме добар одбор, не имаме во всичките линии добар одбор, ќе се врне Димо сега на наредниот, оште повеќе ќе биде во заштита, која денеска одлично изигра, морам да кажам дека си заврши работа. Монтана е незгоден противник, навистина е последно место на кое ќе видите дека 4 мача тие или 0-0 или 1-0 губат, значи зеда е 5 човека нови, 3-4 заштитника по 190, значи трудно може да помени топка таму, затоа можеш да играш, иначе ако даваш центашутеви, тоа ќе собере тие всичкото. И затоа настојавав да играме до нога, да правиме во комбинации, да правиме завршница, поготово по фланги да влизаме внатре. Затоа и не е леко да биеш сашто противник кој последниот мач доби самочувствие, Ботев кој беше фаворит на мачот со Монтана, зедо една точка, нормално очакува и тие шанса да не накажат. Но пак кажувам, момчињата наши заслужија, дадоа 100% всичко од себе. Всичко ова кој се случува околу нас во клубот, верувајте, не наптеретува. Се надевам дека ќе среди всичко, не дава притисок на нас за да ние бидеме нешто разочарани вамо таму. Работиме амбициозно и ќе покажеме дека местото на Спартак му е во висшата лига и дека сме способни оште подобри игри да направиме.